Директорката на управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, е наша гостинка денеска. Со неја ќе разговараме за навистина еден од проектите кој што заслужува најголемо внимание од моментот кога почна до позитивните бројки кои што ги постигна во изминатите 2 години, Мој ДДВ, а Мој ДДВ од годинава ќе има поврат за сите скенирани сметки и сите оние кои што ја користат апликацијата, поврат за зголемување од 300 денари, значи 2100 денари. Повеќе детали во продолжение. Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите. Благодарам што сте наша гостинка денеска. Велам на многу убав начин ја почнуваме годината со оглед на тоа дека кога почнувавте со апликацијата, чини ми дека првото интервју со мене ви беше и многу ми е драго што сте денеска тука. За 300 денари ја зголемувате 2100 денари во една година која што започнуваме како економска криза. И верувам дека за граѓаните една од позитивните информации која што слушнаа беше оваа. И јас верувам дека е така, бидејќи навистина инсистиравме да го задржиме оној тек како што и ветувавме на почетокот, бидејќи од 1 јули 2019 е оваа мерка и апликацијата. Мој ДДВ кажувавме дека постепено ќе се зголемува лимитот, така да сега 2100 денари за оваа година од 1 јануари, се надеваме на следната 2400, па така ќе правиме некоја соодветна прогресија, се со цел да помогнеме и на граѓаните од една страна, од друга страна да помогнеме и барем колку што можеме во борбата против сивата економија. Ќе ве вратам назад пред 2 години, со која идеја ја започнавте апликацијата. Чинам дека тогаш бевте и навистина многу верувавте, многу позитивно ја представивте, иако од страна на граѓаните со големо неверување беше прифатана. Па да, мислам дека на почетокот имаше скептицизам. Дали вистина ќе ги враќаат парите? Така беше. Да, така беше на почетокот. И мислам дека секој пат кај нас кога ќе се направи нешто ново, да, можеби е така. Ударено на почетокот на негативитет, меѓутоа покажавме и докажавме дека оваа мерка постепено ќе ја одржуваме, ќе ја надградуваме и ќе помагаме се со цел да им помогнеме и на граѓаните. Многу е позитивно тоа што онаму каде што не се издаваат фискални сметки кај нас граѓаните алармираат со тоа што ние веднаш и постапуваме преку нашите инспекцијски механизми. Тоа беше всушност и поентата, да се навратам на вашето прашање. Од една страна да ги вратиме парите назад кај граѓаните, од друга страна и да се бориме против сивата економија. Иако и ова, да речем, не е кој знае колку доволно за да успееме да се избориме комплетно со сивата економија, меѓутоа е доволен сегмент или показател или одредена рефлексија која што да ќе допринесе во таа борба. Да, еден мал исчекор можеби ќе повлече некои поголеми крупни чекори за и во иднина, колку толку да имаме попозитивни бројки кога е ова во прашање. Колку има сега членови? Може да кажеме така? Во семејството Мој ДДВ. Во семејството Мој ДДВ. По последните бројки кои што ги имавме од петокот, околу 510.000 корисници има на една импонентна бројка. Да, тоа е навистина импозантна бројка за нас, значи одиме кон успешни резултати и во иднина. 900.000 фискални сметки се скенираат преку оваа апликација, значи на дневна основа. Очекуваме дека таа бројка исто така ќе се зголемува, само сакам да апелираме кај граѓаните, да посочам дека онаму каде што нема да им издадат фискална сметка, да си ја бараат фискалната сметка, бидејќи тоа е нивно право и врз основа на тоа да си вратат дел од ДДВ-то. Изминатиот период најголеми поплаки беа во делот на неиздавање на фискални или можеби имаше некој друг вид на поплаки кои што се случува за користењето на Мој ДДВ? И неиздавање фискални сметки, исто така, меѓутоа и онаму каде што не можеа да се скенираат сметките. Недобро испечатен баркод претпоставува. Проблематично беше тоа во делот на баркодот и тоа кај повеќе најразлични компании. Ние преку секторот за услуги веднаш апелиравме до истите компании дека се јавуваат одредени незадоволства кај граѓаните и да може да ги анулираат тие проблеми кај нив. Меѓутоа, секојдневно, секако, независно дали станува збор за големи компании, мали компании, молови и така натаму, има такви показатели.
секако дека е добро самите даночни обврзници да не го ускратуваат тоа право на граѓаните. Сепак треба да им бидат добро подесени и касите и тие баркодови да можат да се скенираат преку самата апликација. Оно што сакав да ве прашам е начинот на кој што функционира. Верувам дека сите ни е добро позната кој што имаме апликацијата, но на начинот на кој што функционира да објасниме уште еднаш. Кои се оние добра кои што носат може повеќе поени да наречеме? Така? Повеќе поврат. Повеќе поврат, и сега да објасниме. Зошто некој вели скенирам и пак не можам демек да го исполнам потребниот лимит за да имам поврат. Повеќе или пак добивам помалку? Согласно законот, значи сите оние македонски производи, кај ние враќаме 20% од ДДВ-то на самиот производ, додека кај странските производи 10% од вкупниот износ на ДДВ-то. Затоа и исто така уште еден апел до даночните обврзници да ги подесат своите каси фискални и да направат соодветно селектирање на она што значи македонски производ и она кое што значи странски производ. Внимателно се селектира што е скенирано и повратот е следствено на истото. Некогаш повратот може да биде 500 денари, некогаш може 700, некогаш може 1600. Да, и тука има уште еден бенефит во делот на оваа апликација. Тоа значи дека јас имам можност да ги дадам моите фискални сметки на вас и вие да ги скенирате. Врз основа на тоа никој пат да не се направи, да речеме, ете некоја анализа зошто имате одреден лимит стигнато секое тромесечие. Тука да речеме има можност секој кој што е над 15 години да скенира колку сака сметки. Затоа што имаме многу случаеви каде што одат граѓани дари на бензински пумпи во големите маркети и оние сметки кои што се останати кај касите да ги земат и да ги скенираат. Ние никој пат нема да направиме, да речеме, одредено прашање да има кај нас зошто ако одреден пензионер или лице кое што е примател на социјална помош секој месец, да речеме, стигнал до тој лимит. Тука имаме направена одредена бенефиција, се со цел да може да има што повеќе пари кај граѓаните, да се зголеми семејниот буџет во едно семејство. Тоа е всушност и поентата на оваа мерка. Но сега ако добро преспитувам, значи ако бидат 2100, значи едно семејство 8400, така, 8400 за целата година, значи ако кај еден од семејството, значи ако се соберат реално ќе имате една плата. Па да, ако едно 4-члено семејство кое што скенираат сметки, значи и доколку го стигнат оној лимит за една година, ќе имаат околу 35.000 денари. Да, тоа е една убава солидна плата и во ова нека биде како поттик за сите оние кои што немаат апликацијата дека може да. Добро, ние мислам дека постојано и ја тераме таа кампања, постојано потенцираме, кажуваме, направивме многу убави анализи на тоа од која до која возраст најмногу се скенира, каде е најголемиот интерес. И кога и каде е најголемиот интерес? Па веројатно кај повозрастните. Така, да. Очекував, да. Во кои градови најмногу, кај кои дејности најмногу, ете имаме издадени фискални сметки и скенирани фискални сметки. Претпоставам дека се услужните дејности, оние кои што предничат, па се разбира. Да, меѓутоа ние по тие анализи што ги правиме, овозможуваме да ја унапредуваме врз основа на тој самата апликација, да има поголема прегледност кај секој граѓанин, така да и во иднина ќе правиме исто така одредени прилагодувања, да речем, новини, сепак она што е добро, не дека е мерка која што ја промовира на некој начин, да кажем, управата за јавни приходи, меѓутоа мерка која што овозможува добробит на граѓаните и мислам дека го задржа својот континуитет на успешност. Кога ми остана прашањето, кога беше најголемата експанзија на новите членови, кога видоа дека навистина повратот е на секои 3 месеци? Да, затоа што на почетокот, кога веќе ја направивме првата исплата, и тогаш мислам дека сватија сите дека тука дека вистина се враќаат. Да, дека тука нема никаква манипулација, дека ги враќаме парите назад кај граѓаните. Сакам само ако може да потенцирам во делот на периодот на враќање, значи по завршување на едно тромесечие, законската обврска наша е во рокот 60 дена од завршувањето на тоа тромесечие да го правиме повратот кај граѓаните. Она што може да го кажеме е дека се одвива редовно.
без разлика на која банка е, дека е редовно и тоа резултира и со се повеќе верувања на граѓаните во вас и се повеќе нови членови. Ми интересира она што го споминавте, во кој град најмногу скенира? Дали Скопје е градот кој што најмногу се скенира? Да. Да? Секако. Добро. Бидејќи тука од цела Македонија доаѓаат и да пазарат и да купуваат, и некој пат нормално дека доаѓа Скопје да биде на летвицата. Интересно ќе беше да слушаме дека некој друг помал град, но како е да се генерално во сите градови, да. Во сите градови имавме баш на 1 јули минатата година направивме една таква презентација. Постојано ми се информиравме. Така да во наредниот период исто така ќе правиме дополнителни анализи. Се надевам дека ќе одржиме се уште актуелноста и на мерката и на темата. Верувам дека ќе се одржи актуелноста, особено за тоа што веќе и на големо позитивни одговори од граѓаните можев да прочитам и на социјалните медиуми, е моментот дека се зголемува повратот на 2100 денари. Сега се отвара и прашањето, па добро, колку ќе треба да скенираме за да стигнеме до 2100? Имате направено некоја анализа колку од прилика би требало да достигнат граѓаните? Анализа немаме направено, меѓутоа слушаме нешто досега еве како функционира, па има забелешки дека како би се стигнало до 2100 денари. Меѓутоа пак ќе се вратам на онаа бенефиција која што ја напоменав пред малку, дека тука не правиме никакви ограничувања. Ограничувањето е само во делот дека важноста на една фискална сметка за да се скенира е 10 дена од нејзиното издавање, за да ја прими апликацијата, и до 30.000 денари секоја фискална сметка може да се скенира. Тука го направивме ово ограничување затоа што ги следевме и другите законски одредби во други закони во делот на перењето пари и така натаму, и мислам дека сите сегменти се соодветно опфатени. Споминавте дека досега се модифицираше, но и понатаму ќе се модифицира апликацијата. Изминатиот период требаше да модулот од напреден да се врати на основен извесен период, па повторно од основен, кога беше подготвена апликацијата, да се врати на напреден. Имаше еден период во кој што граѓаните не можа да се снајдат веројатно со паметните уреди или како да ги наречеме, па доаѓа кај вас скенира, така? Управата за јавни приходи, баркод читачи. Мислам, има повеќе опции доколку не може да помине одредена фискална сметка на мобилниот телефон кај секој граѓанин. Моравме да направиме одредено прилагодување на апликацијата, затоа што, баш во тој период за кој што вие зборувате, затоа што имавме голем број на корисници на една апликација и тоа секако дека согласно одредени стандарди и правила и на Play Store, на Apple Store, на Huawei создаде можност да се надгради апликацијата од една страна, од друга страна да ги зацврстим и тие заштитни механизми на самата апликација. Така да и благодарам и тогаш на разбирањето на граѓаните. Ама се најде начин како да се задржи континуитетот. И сега, велите, можат да дојдат и кај вас, доколку имаат некаков проблем со фискалната, не може да ја скенираат, да се скенираат. Да, таму службите кај нас, колегите секако стојат на располагање, така да никој не дозволуваме да биде обесправен за да може да си го оствари ова право. Добро, може да кажеме дека имаме сега напредна апликација? Апсолутно да, меѓутоа мислам дека тука не треба да застанеме, тука постојано треба да ја напредуваме, да ја надградуваме со поубави извештаи, секако попрегледни извештаи. Мислам дека ова е сега што го имаме е одлично, меѓутоа зошто да не да бидеме подобри и од ова. И сега ако ја отвориме апликацијата, што е она што треба да го забележуваме во извештаите? Дали треба да ги гледаме 3-месечните, затоа што имаме повеќе опции. Може да видиме неделно колку сме скенирале, месечно, за 3 месеци. За да знаеме до кај сме со повратот, треба секогаш да ги гледаме 3-месечните? Секогаш 3-месечните извештаи или пак месечните, така што кога ќе се направи збир од тие 3 месеци кои што се однесуваат за одредено тромесечие, ќе се направи соодветен збир и ќе се очекува тој поврат да се врати. Ние многу пати имавме јавување од граѓани кои што имаат сменето трансакцијска сметка и тие сметајќи дека може само да направат одреден внес во апликацијата, меѓутоа сепак има одредени правила, затоа што самата апликација Мој ДДВ, самиот проект е врзан и со нашата платформа на ЕПДД, каде што ги пријавуваме сите приходи кои што ги остваруваме како физички лица, вклучувајќи плати, пензии, авторски договори и така натаму. Така да ова не е баш едноставен систем, туку има одредени чекори од претходно кои што
ни се од голема користи на нас како институција која што има многу евиденции, меѓутоа секако и за различни други потреби. Па и добро да се слушна дека не е едноставно, затоа што сепак и нашите лични податоци се тоа почна значи од оној момент кога имавме онаа предпополнета годишна даночна пријава, нели во оној систем каде што се регистрирани граѓаните, од таму всушност овозможивме секој оној кој што е регистриран во ЕПД да може да биде и дел од семејството на корисници на мој дедове. Ви благодарам, навистина многу ми е драго што слушам дека ете субави информации, без разлика кога ќе се појави директорот на управата за јавни приходи, сега очекуваме дека нешто треба да не прекори, до кај сме, нешто да повнимаваме, да не подсети и така, многу е убава информација. Како даночна управа покрај мој дедове имаме уште многу други проекти и се надевам дека во следна прилика ќе разговараме за тоа. Да, се разбира, сакав да искористам само да ве прашам, дали сте задоволни како завршивме 2022, затоа што ги споминавте даночните обврзници и така, и да искористиме да прашаме дали сме добри? Да, одлични сме, мислам дека имавме одлична година. Вративме многу поврат на ДДВ кај компаниите, повеќе од 40% споредбено со 2021. Имаме раст на приходите и по основ на данокот на добивка и на данокот на личен доход и на ДДВ-то и очекуваме дека со таа тенденција ќе продолжиме и оваа година. Бидејќи имаме многу висок план, значи имаме и големи очекувања. Се разбира и убаво е да се слушнува со оглед на начинот на кој што ја почнуваме годината. Се разбира кај граѓаните беше некако помала и депресија и кај повеќето, затоа што сепак ни остана и економската, и енергетската криза како влез во 2023, поубаво е со некоја позитивна информација. Да, меѓутоа, ако не ги собереме ние приходите, ќе не може било кој општествен тек во државата да се изреализира, така да тоа е всушност и поентата. Да. Ви благодарам за денешното гостување. Сакам да се гледаме за убави работи, така да се верувам дека следната средба повторно ќе ни биде за некој убав проект. Ви благодарам на поканата и на честа.